Попуштена спојница од новопоставената цевка е причината зошто половина Штип нема вода повеќе од 24 часа. Ова денеска го објасни директорот на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев, откако екипите цело ноќ работеле на санирање на големиот проблем. Веќе овчера, значи и ноќеска работевме, но кога веќе речиси во вечерните часови дојдовме до крајот, при пуштење на водата во цевководот настана повторно избивање на една од спојниците, каде што повторно го променивме цевката и сите овие активности кои ги вршивме претходниот ден од собелешните часови до вечер 12 часот ги денеска повторуваме. Новите спојници се веќе поставени и во текот на попладневните часови состојбата се нормализираше. Може да кажам до сите граѓани и на граѓаните од Железничка дека во попладневните часови веќе очекуваме да се стабилизира водоснабдувањето, тоест и во насело Железничка. Во меѓувреме на повеќе локации во реоните каде поради големиот дефект на една од главните водоводни линии немаше вода, обезбедени се цистерни со вода. Веќе се ставени во функција 3 цистерни за каде ще лоцирани на различни места во градот, тоест на повеќе населби од ниската зона каде што нема водоснабдување и граѓаните може да ја користат како техничка вода, бидејќи секој можам да кажам дека во овој момент подобро да ја користат како техничка вода. Исто така побаравме цистерна од Арама, каде што ја ставивме во функција на градските гробишта. Знаеме дека денес поради верскиот празник и нашите граѓани ги посетуваат гробиштата. Хаваријата на една од двете главни линии од кои Штип се снабдува со вода е пети крупен дефект со кој оваа година предпријатието се соочува, појаснува Тасев. Ако претходните беа резултат на проблемот со електричната инсталација, ова е прв од ваков вид на големи дефекти, каде е нарушен системот на водоснабдување на подолг временски период поради пукање на една од двете главни водоснабдителни цевки.